Почитувани родители, деновиве од класните раководители на вашите ученици ќе добиете линк преку кој ќе треба да се вклучите на првиот родителски состанок за оваа учебна година. Родителскиот состанок ќе се одржи преку апликацијата Teams. Ова видео е наменето за родителите кои што сакаат да се вклучат на состанокот преку својот смартфон, односно паметен телефон. За да можете да се вклучите на состанокот, мора да ја имате инсталирано во вашиот телефон таа апликација. Оваа апликација нема да ви користи само вам за родителски состанок, туку ќе им користи и на вашите деца, доколку ја следат онлайн наставата преку смартфонот. Да почнеме од почеток. Значи, како што реков, од класните раководители ќе добиете линк. Ќе го добиете линкот на начин како што комуницирате со нив. Преку Messenger, Viber, преку Facebook група или преку мејл. Ќе кликнете на линкот и истиот ќе ве однесе на оваа страна. Тука оваа страна ни кажува дека за да можете да се вклучите на состанокот, прво треба да ја превземете апликацијата. Затоа ќе кликнете на копчето Get Teams. Потоа кликате на копчето Download App. Кога ќе ви се отвори оваа страна, ќе кликнете на облачето и превземањето ќе започне. Превземањето трае се додека ова кругче не се исполни. Кога ќе се исполни кругчето, ќе ви се отвори копчето Open. Со тоа, веќе ние го отвараме Microsoft Teams. Значи, инсталацијата завршила, сега влегуваме на состанокот. Инсталацијата можете да ја направите и пред закажаното, и препорачливо е да ја направите пред закажаното време за состанокот. И еднаш да ја пробате апликацијата. Значи, ви се отвара овој прозорец, од овдека избирате дека на состанокот ќе се приклучите како гостин. Кликате на ова копче. Овој прозорец ве прашува за дозвола да го користите микрофонот. Кликате ОК. На овој прозорец треба со кликање тука да го испишете вашето име и презиме, со тоа се најавувате на состанокот и наставникот ќе има евиденција кои родители присуствувале на самиот состанок. Откако ќе го напишете името и презимето, се приклучувате на состанокот преку копчето Join Meeting. Кликате на него. Доколку ова го правите во текот на денот, за да се подготвите за родителскиот состанок, на родителскиот состанок ќе нема никој. Вие ќе можете да го исклучите копчето, но кога ќе се вклучите следниот пат на линкот, во предвиденото време, закажано од вашиот класен раководител, тука ќе можете да го видите класниот раководител и останатите учесници. За оваа страна би ги појаснила само алатките. Ако ја вклучите оваа алатка, тогаш вие ја вклучувате камерата од вашиот мобилен телефон и ќе бидете видливи за останатите учесници. Доколку ја вклучите оваа алатка, ќе можете да зборувате и да учествувате на состанокот. Оваа алатка треба постојано да ви биде вклучена, како би можеле да ги слушате останатите што зборуваат и оваа алатка, веќе ја спомнав и предходно, последното копче, со тоа се исклучувате од митингот, од состанокот,
односно кликате на тоа кога вашиот родителски состанок ќе заврши. Алатката Teams, кога еднаш ќе ја инсталирате на вашиот компјутер, нема да имате потреба да ја инсталирате повторно, туку за следниот родителски состанок само ќе кликнете на линкот кој што ќе ви го прати вашиот класен раководител и ќе можете веднаш да се вклучите на состанокот. Ви благодарам за вниманието, а на учениците им посакувам многу успех во новата учебна година. Довидување.